Tačno ke ja sakam, kosa ja svoja, skopi kaže mi. Во населбата Ченто денеска започна реализацијата на проектот за изградба на нови пешачки патеки со павер елементи, инвестиција која според најавите од општина Газибаба има за цел да обезбеди подобри услови за движење, поголема безбедност и поуреден јавен простор за жителите. Информацијата ја сподели градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, кој посочи дека со почетокот на градежните активности се исполнува едно од ветувањата дадени за време на изборната кампања. За време на изборната кампања ветив дека граѓаните повеќе нема да газат во кал. Денес тоа ветување станува реалност. Со оваа инвестиција создаваме уредени, безбедни, современи пешачки површини, достојни за секој жител на Ченто, наведе Стевковски во објава на социјалните мрежи. Од локалната самоуправа посочуваат дека изградбата на пешачките патеки представува дел од поширок план за подобрување на комуналната инфраструктура и унапредување на условите за живот во општината. Проектот предвидува уредување на јавните површини и создавање попристапна и побезбедна средина за пешаците, особено во делови каде што досега не достигала соодветна инфраструктура. Градоначалникот најави дека вакви активности нема да останат ограничени само на Ченто, туку ќе продолжат и во останатите населени места на територијата на општина Газибаба. Според најавите, општината и во наредниот период ќе продолжи со реализацијата на инфраструктурни запати, насочени кон уредување на јавниот простор и создавање поквалитетни услови за живот за жителите во сите делови од општината. Во општина Петровец реализирана е редовната акција за дератизација на канализационите и одводните шахти, која се спроведе во соработка со представници од Центарот за јавно здравје Скопје. Активноста представува дел од законските обврски на локалната самоуправа и има за цел превенција и заштита на здравјето на населението. Во рамки на акцијата се обслужени околу 165 канализациони шахти распоредени во сите населени места на територија на општината, каде што постои поставена канализациона инфраструктура. Процесот се одвиваше според предвидената динамика и без пречки на терен. Од општината велат дека дератизацијата се спроведува еднаш годишно согласно законските обврски, представува важна превентивна мерка за намалување на ризикот од појава и ширење на штетници, кои може да влијат врз јавното здравје и животната средина. Локалната самоуправа посочува дека ваквите активности се значаен дел од одржувањето на комуналната хигиена. Од општината нагласуваат дека градоначалникот Борче Митевски и локалната администрација континуирано даваат поддршка на ваквите превентивни акции. Најавуваат дека и во иднина ќе продолжат со редовно спроведување на вакви мерки и активности насочени кон зачувување на здравјето и благосостојбата на граѓаните. Општина Илинден продолжува со реализација на активностите за доградба и модернизација на фудбалскиот стадион во населба Илинден, проект кој има за цел создавање современи услови за развој на спортот и организирање спортски надпревари според современи стандарди. Во рамки на тековните градежни активности започна поставувањето на нов систем за осветлување, кој опфаќа инсталација на повеќе од 30 современи рефлектори. Со оваа инвестиција ќе се овозможи одржување на тренинзи надпревари во вечерните часови, со исполнување на современите европски стандарди и критериуми за спортска инфраструктура. Поставувањето на осветлувањето представува дел од поширок проект за целосна модернизација на стадионот, кој се реализира во повеќе фази. Во претходниот период беше спроведен реконструиран и проширен дел на фудбалскиот терен. Поставена е нова вештачка трева, изградена е заштитна ограда и воведен современ систем за дренажа со цел подобрување на условите за користење и одржување на спортскиот комплекс. Паралелно со овие активности се реализира изградба на нова трибина со капацитет од 1100 гледачи. Во состав на новите содржини се предвидени соблекувални со санитарни јазли и тушеви, простории за суди и службени лица. Покрај спортските капацитети предвидено е и хортикултурно уредување на просторот. Околу стадионот изградба на паркинг со капацитет за повеќе од 60 возила и обновување на комуналната инфраструктура. Увид во текот на градежните активности изврши градоначалникот на Илинден Александар Ѓоргиевски, кој истакна дека поставувањето на современото осветлување представува значаен чекор кон зголемување на функционалноста на стадионот. Со реализацијата на овој капитален проект, општина Илинден ја продолжува стратегијата за вложување во спортската инфраструктура, велат од општината. Општина Карпош продолжува со мерките за поддршка на младите семејства преку доделување еднократна барична помош и вредносен ваучер за секое новородено и посвоено дете, со цел да придонесе кон подобрување на условите за семејниот живот и спроведување на позитивна демографска политика.
Од општината информираат дека право на финансиска поддршка имаат семејствата кај кои најмалку еден од родителите е жител на општина Карпош. Истовремено се исполнети останатите предвидени услови. Еднократната парична помош изнесува 8.000 динари, а намената за семејство чии вкупни месечни приходи не надминуваат 60.000 динари. Со оваа мерка локалната самоуправа има за цел директно да ги поддржи домаќинствата во првите месеци по раѓањето или посвојувањето на детето. За остварување на правото потребно е да се достави соодветна документација. Во случај кога еден или двајцата родители се невработени, потребна е потврда од Агенцијата за вработување или друг соодветен документ. Покрај паричната помош, општина Карпош обезбедува и вредносен ваучер во висина од 3.000 динари за секое новородено и посвоено дете. Од општината појаснуваат дека родителите кои веќе го оствариле правото на еднократна парична помош од 8.000 динари нема да можат дополнително да користат и вредносен ваучер. Мерките не се комбинираат. Со овие мерки општина Карпош продолжува со конкретна финансиска поддршка за младите семејства и придонесува кон спроведување позитивна демографска политика, посочуваат од локалната самоуправа. Во општина Бутел е завршена реконструкцијата на улицата Натанаил Кучевишки, инфраструктурен зафат кој според локалните власти представува значајно подобрување на условите за движење и секојдневниот живот на жителите во овој дел од општината. Информацијата е сподели градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски, кој посочи дека станува збор за реконструкција на улица која не била обновувана повеќе од 40 години. Според неговите информации, во текот на реализацијата на проектот биле превземени дополнителни мерки за обезбедување квалитетна изведба. Костовски наведе дека првично ангажираниот изведувач бил стопиран и отстранет од работите поради незадоволителен квалитет на изведбата со цел реконструкцијата да се реализира според предвидените стандарди. Улицата Натанаил Кучевишки се реконструира по цели 40 години. Не дозволив неквалитетна изведба на улицата. Првиот изведувач беше стопиран и отстранет од градба, истакна Костовски. Реконструкцијата опфатила површина од околу 3.000 квадратни метри, при што целта била подобрување на безбедноста, функционалноста и условите за користење на патната инфраструктура. Градоначалникот нагласи дека инвестициите во локалната инфраструктура остануваат едни од приоритетните во општината. Оттаму најавуваат дека во наредниот период ќе продолжат со активности за реконструкција и модернизација на улиците и јавната инфраструктура во различни делови од Бутел. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во